Во изборната единица 4 се и дел од пратениците кандидати, доктор Ношпал и Петров, заедно. Прошетавме, имавме повеќе среди со граѓаните. Оно што можев да го слушнам, како и низ цела Македонија што го слушаме, слушате само маки и проблеми на луѓето. Од оно можам да заклучам дека Груевски подобро и да не доаѓа во Неготино и Кавадарци и нема што да очекува, бидејќи трагедијата што има предизвикано со неговото владење не му дава морална сила да побара повторно поддршка. Ние, како коалиција за промени и правда, знаете дека жестоко се бориме против политиките на криминалната власт. Им ветуваме на граѓаните дека како трет блок никој пат нема да дозволиме ниту една партија, не само ова сега што е на власт, која ќе мора да замине 11 декември, нити било која следна ќе може да се осили до тој степен да може така апсолутистички да владе и да го плячка собствениот народ. Најголем проблем кој јас успеав да го забележам, а тој мислам и општо познат, е проблемот на земјоделците, винарите и овоштарите. Не може Македонија вечно да живее во една измама од 90-та година наваму, постојано да се разговара за проблемот на откупот на грозјето, за другите проблеми, а да никакот не се решава. Ние имаме програма, не треба многу да се измисла околу тоа, со европските искуства треба да тргнеме. Државата мора да ги детерминира земјоделските региони. Второ, мора да го субвенцира производството соодветно на тоа и да си ја преземе грижата за откуп до едно зрно. Државата, ако сакаше да го реши овој проблем, може да го реши за 24 часа, а не да ги постојано лажат лозарите, овоштарите и земјоделците, дека проблемот е кај издруженијата, кај винарите или во некој други. Проблемот е во државата. Ние ви ветуваме, доколку ќе добиеме поддршката, нашата програма е следна. Државата ќе си изгради концепт. Ако не може да се справи со тоа, нека го фрли во Црна река или во Вардар, али таа е должна да му ја гарантира и откупна цена и вишокот на производ да го земе. Така да не е тоа само единствениот проблем. Погрешните политики, криминализацијата на целата држава доведе до нефункционирање на целата структура на власта. Граѓаните не можат никакво право да си остварат, нити во суд, нити во администрација, никаква перспектива нема. Од тие причини, голем дел од младите ја напуштаат Македонија. Невработеноста постојано расте, но статистички опаѓа, бидејќи голем дел бегаат од Македонија или пак фиктивно се вработуваат во јавната администрација. Им ветуваат пензии, покачување на пензиите, на платите, а сите знаеме јавна тајна дека државата ни е банкротирана. Тоа е лага. Ово не е време кога треба постојано и повторно да ги лажеме граѓаните. Треба да им се каже вистината, а вистината е сурова. Ние сме банкротирана држава, благодарејќи на криминалните власти кои досега владееа со Македонија. Овој трет блок е нуди таа гаранција дека никој во иднина нема да го повтори тоа.